Со новиот закон за забрана за пушење во затворени работни простории се отвора суштинско прашање кое директно го засега здравјето на младите и децата. Министерството за здравство информира дека предлог законот за заштита од пушење е објавен на електронски национален центар на прописи, каде сите заинтересирани граѓани и организации може да учествуваат во јавната расправа пред негово усвојување. Со овој закон отвораме суштинско прашање што директно ги засега здравјето и иднината на нашите деца и младите. Фактите се јасни и неспорни. Тутунот и никотинот остануваат водечка причина за превентабилна смрт. Изложеноста на чад и аеросоли ги оштетува и тие кои не избрале да пушат, а новите никотински производи, аромите, агресивниот маркетинг и дигиталната промоција се насочени токму кон младите. Затоа Министерството за здравство изготви нов закон за заштита од пушење, чија намера не е казнување, туку превенција, јавно здравје и заштита на најранливите категории граѓани, оценува министерот за здравство Азир Алиу. Целта на новите законски измени е воспоставување контрола врз појавата и ширењето на новите тутунски и никотински производи, особено нивната агресивна промоција и лесна достапност. Истовремено се воведува целосна забрана за рекламирање, промоција и спонзорство, се ограничуваат продажбата и изложувањето на тутунски и никотински производи, како превентивни мерки за потршка за откажување од зависност и конечно се зајакнува забраната за пушење во јавни и работни простории. Со овој закон се испраќа јасна порака дека здравјето е повисока вредност од било кој комерцијален интерес, дека здравјето на децата не може да биде предмет на профит и дека јавниот простор мора да биде безбеден простор. Воедно, законското решение е усогласено со европската регулатива и меѓународните обврски што државата ги има преземено, принципите на рамковната конвенција на Светската здравствена организација.